Со традиционалното рачно зажнејување и обичаите поврзани со жетвата, викендов во Кочани официјално беше означен почетокот на прибирањето на овогодишната реколта на главната земјоделска култура во регионот Оризот. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис, на која присуствуваа и премиерот Зоран Заев, представници од државната и локалната власт, гости од збратимените градови и градоначалниците од регионот, првиот сноп го зажнеа најдобрата жетварка Билјана Митрова од Оризари. Со благослов и желба за богат род, ожнеаните количини потоа беа однесени на гумно во дворот на Институтот за Орис. Таму пред присутните беа представени обичаите за вршидба и прибирање на оризовата арпа. Премиерот Заев нагласи дека поддршката за земјоделството продолжува, а во тие рамки и за оризопроизводителите. Од 2019 година висината на субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал изнесува 25.000 денари, за разлика од лани кога таа изнесуваше 12.000 денари. Тоа е зголемување на повеќе од 100%. Минатата година субвенцијата по хектар за обработлива земјоделска површина со сертифициран семенски материјал за површини од 5 до 50 хектари изнесуваше 14.400 денари. Оваа година дури 30.000 денари. Повторно зголемување за повеќе од 100%. Ако лани субвенциите по хектар за обработлива земјоделска површина беа сертифициран семенски, без сертифициран семенски материјал изнесуваше 6.000 денари. Оваа година таа е зголемена за 3 пати и изнесува дури 18.000 денари. Програмата на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис продолжи на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли. Градоначалникот Илиев им ги додели наградите на најдобрата жетворка, најдобриот земјоделски производител и на најхуманиот граѓанин. За најдобра меѓу жетварките беше прогласена Билјана Митрова. Признанието за најуспешен земјоделец годинова му припадна на Ванчо Гицев, а наградата за хуманост пак ја доби Тоше Илиев. Чест ми е и големо задоволство што оваа година ми припадна честа да зажнеам прва оризова жетва. Им порачувам на земјоделците од мојата општина да постигнуваат успеси во она што го работат и да не се колебаат, да се обидат и тие да ја добијат наградата на најуспешен земјоделец, бидејќи таа навистина представува чест и уважување за секој земјоделец. Благодарам. Се надевам дека помогнав и се надевам исто така имам и желба заедно со ваша помош и понатаму да помагаме на луѓето од нашата општина кои предпоставувам им требаме. Земјоделската традиција е длабоко навлезена во културата и обичаите на кочанчани. Манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис има културни, но и економски пораки, со еден единствен мотив – одржување на сознанието за квалитетот на Кочанскиот Орис. Има многу сорти, но за подобар не сме слушнале. Во рамки на Деновите на Кочанскиот Орис беше организирана и изложба на предмети и алати поврзани со оризопроизводството, а беа представени традиционални специјалитети и храна произведени со орис. Во културно-забавната програма настапија десетина домашни фолклорни ансамбли како и гости од Србија и Словенија. По главните случувања на оризна нива, манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис продолжи со фолклорно дефиле и настап на домашни и странски ансамбли, како и концерт на македонски и светски евергрин мелодии. Доделени и подароци на представниците на официјалните делегации од збратимените градови на Кочани. По зажнејувањето со срп на оризна нива и по вражидбата на гумно, случувањата од манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис продолжија во паркот во Кочани, каде што на штандови беа изложени традиционални јадења од орис, а на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугли настапија домашни и странски ансамбли. Своите ора и обичаи на сцената ги представија гостите: фолклорниот ансамбл Етнос од Скопје, фолклорно студио Блажевски од Скопје, фолклорно друштво Младост од Босилеград, Република Србија, културно-уметничко друштво Диван Хана Скопје,
Културно-уметничко друштво 8 октомври од Крива Паланка, Културно друштво Јени Јол од Скопје, Вера Јоцик од Македонска Каменица, Македонско културно друштво Свети Кирил и Методи Крањ Република Словенија и домашните ансамбли, фолклорниот ансамбл Кочани, Лјупчо Сантов Оризари, Културно друштво Руен и фолклорниот ансамбл Мугри, кои се представија со ора и обичаи од источниот крај. Во рамките на деновите на Оризот во ресторанот Аледар на заедничко дружење се собраа представниците на фолклорните ансамбли, на домашните и странските и на официјалните делегации од збртимените градови со Кочани, Перејаслав, Хмелницки, Украина, Крижевци, Хрватска и градот со кој општина Кочани од оваа година започна соработка Жалец од Република Словенија, кој ги поздрави градоначалникот Николчо Илиев и им подари скромни подароци во знак на успешна соработка. Воедно ги поздрави и представниците на фолклорните ансамбли, Македонското културно друштво Свети Кирил и Методи од Крајн Република Словенија и фолклорното друштво Младост од Босилеград. И тие ги поздравија присутните и рекоа дека се задоволни од целата манифестација. Сакам да кажам дека нашиот град Перејаслав Хмелницки е најстар град во Украина. Со Кочани е збратимен град и соработуваме многу години. Го поканувам градоначалникот на Кочани Николчо Илиев да дојде во нашиот град, да се запознае со знаменитостите на градот, во кој има повеќе националности, меѓу кои и 7 македонци кои што живеат во Перејаслав Хмелницки. Во паркот на револуцијата концерт одржа Салса и Пунто Куба, а се одржа и концертот македонски и светски евергрин мелодии Девана Нардели и Огнен Здравковски со Долче Дуо. Во саботата започна реконструкцијата на оштетените делови од плочникот во трговскиот центар во Кочани. За градежните работи општината ќе инвестира околу 230.000 евра, а како што беше најавено, реконструкцијата треба да заврши најдоцна за 7 месеци. Викендов општина Кочани почна со реализација на проектот за реконструкција на шеталиштето во централниот дел на трговскиот центар, за што сопствениот буџет инвестира околу 14 милиони денари. Според техничкиот проект, ќе се обноват плочникот и придружната комунална инфраструктура. Ќе биде зафатен просторот од платото пред Македонски Телеком до кулата Треска, а на исток преку тунелот до големиот паркинг. Се работи за целосна реконструкција на плочникот на трговскиот центар со површина од 2800 квадратни метри, каде што сите плочки ќе бидат заменети со нови современи плочки и исто така целокупното осветлување ќе биде направено на нов современ начин и со тоа очекувам дека ова централно градско подрачје ќе добие еден нов модерен урбан изглед. Бетонските плочки и клупи се отстрануваат, а на нивно место ќе бидат поставени гранитни плочки, при што целиот простор ќе биде осветлен со вградени подни LED светилки и рефлектори. Ќе бидат поставени нови клупи и придружна комунална опрема, со што треба да се подобри функционалноста и естетскиот изглед на најпрометната површина во Кочани. Заедно со реконструкцијата на шеталиштето, ќе има и ново хортикултурно уредување на просторот, а ќе се вгради и одвод за атмосферската вода. Изведувач на градежните работи е компанијата Исток Мермер од Долни Подлог, која има рок од 7 месеци да ја комплетира реконструкцијата. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар викендов беше организатор на надпревар во риболов, што се одржа на Браната градче. Учествуваа членови на клубот, како и гости од други градови, а за најдобрите имаше дипломи и пехари. Спортско-риболовното здружение Кочански рибар во неделата беше домакин на надпревар во риболов што се реализираше на акумулацијата градче. Иако беше замислено како клубско надпреварување меѓу самите членови на клубот, сепак прекрасното време и одличните услови примамија да дојдат и гости од други градови во државата. Одржувањето на надпреварот е во рамки на одбележувањето на 3-годишнината од добивањето на концесијата за акумулацијата, а од раководството на здружението изразија задоволство од масовноста, посебно меѓу помладите. Освен дружењето и презентирањето на вештините во риболов, надпреварот имаше и хуманитарна мисија. Оваа година одлучивме сето тоа да биде како хуманитарен настан. Едноставно финансиските средства кои што ќе бидат соберени од нас риболовците, ќе ги дадеме како донација за нашиот сограѓанин Методија Митев
за неговото понатамошно и успешно лекување. Значи имаме 68 напреварувачи, со тоа што имаме гости и од Прилеп и од Битола, кои што сака дочествуваат на нашите напревари. Оваа година имаме два типа на напревари, риболов на тапа и за прв пат на нашата акумулација риболов на дно, односно фидер техника. Со тоа што риболов на тапа е поделен во две групи, едната е за деца, нашите најмлади риболовци, и другата е поделена на група за нашите возрастни. За најдобрите риболовци на надпреварот, Сдруженијето Кочански рибар обезбеди пехари, признание и награди во риболовна опрема. Во фидер техника првото место го освои Андреј Мојановски од Битола, второто место му припадна на Александар Зафиров, а третото на Јовица Стојков од Кочани. Во дисциплината риболов на тапа, кај сениорите најдобар беше Петар Глигоров од Кочани, второто место го освои Милан Банковиќ од Пробиштип, а трето пласиран заврши Раде Митрев од Кочани. Кај јуниорите пак во истата дисциплина, првото место му припадна на Давид Коцев, а второ пласиран беше Александар Ананиев. Третото место го освои Антонио Ананиев. Активностите на Сдруженијето Кочански рибар за оваа година привршуваат, а според председателот Димитров, членовите ќе се ангажираат кон зачувување и избогатување на рибниот фонд, како и за одржување на риболовните места на браната градче. Подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани ги информира земјоделците кои имаат склучено договор за закуп на државно земјоделско земјиште дека рокот за плаќање на закупнината е до 31 јули во тековната за претходната година, додека за постарите договори е до 31 декември оваа година. Со измените на членот 37а од Законот за земјоделско земјиште се предвидува за секое задоцнато плаќање по утврдениот рок да се пресметува законска казнена камата за период од денот на плаќање до законски обврзувачкиот рок за плаќање. Исто така, покрај одредбата за пресметка на законска камата, доколку не се подмири долгот во рокот што е предвиден за плаќање и по добивање на опомената, ќе се раскине договорот како крајна мерка. Поради тоа, подрачната единица на Министерството ги информираат земјоделците кои имаат склучено договори за закуп на државно земјоделско земјиште навремено и во целост да го подмируваат долго што произлегува како закупнина за користење на земјиштето. За сите подетелни информации, земјоделците можат да се обратат и во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Кочани. Кочанскиот огранок на Сдруженијето за борба против рак на дојка Борка беше дел од активноста Розова прошетка, што во неделата се одржа во Скопје. Целта е подигање на јавната свест за рано откривање на симптомите кои се карактеристични за ова сериозно заболување. Кочанскиот огранок на Сдруженијето Борка се придружи на Розовата прошетка под мотото Напред Розово 2019, чекори против ракот на дојка, настан што во неделата по 11 пат се одржа во Скопје. Идејата е низ пешачење од неколку километри да се подигне свеста за важноста од раната диагноза како основен предуслов за победа над ракот на дојка. Напред Розово и оваа година имаше добротворен карактер. Собраните средства од продажбата на розови маички ќе одат за реализација на годишните активности на Сдруженијето Борка за обезбедување психосоцијална помош и подршка за болните од рак и нивните семејства, како и обезбедување перики за жените со низок социјален статус кои примаат хемотерапија, како и одржување на бесплатната СОС линија за помош и подршка. Ние знаеме дека не можеме да водиме вашата лична битка, но ние можеме да ви го подаваме оружјето и знаете дека сите овие 13 години не сте сами, Борка е до вас. Оваа битка е наша заедничка битка. Ракот не секогаш е крај. За жал и во чест на многу луѓе кои што ги загубивме. Меѓутоа, се уште ние силата ја наоѓаме во сите вас и за нас во Борка ракот е почеток. Според Валентина Андонова, координаторка на Борка од Кочани и член на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените во Советот на општината, секоја година во Розовиот марш се вклучуваат нови поддржувачи од Кочани. Значајно е и тоа што меѓу нив се и доктори специјалисти и други медицински лица.
Борка од Кочани заедно со Комисијата за еднакви можности на жените и мажите ќе работи на проширување на активностите за подигање на свеста за превенција од тешките болести. Учеството во розовата прошетка во Скопје беше овозможено со средства од буџетот на општина Кочани. Во Центарот за култура Бели Мугри пред кочанската јавност беше промовирана книгата под наслов «Книга за оризот» од Зоран и Оливера Поповеќ од Република Србија. Книгата содржи повеќе од 120 илустрирани рецепти за подготовка на јадења од ориз. Во рамките на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз во Центарот за култура Бели Мугри беше промовирана книгата под наслов «Книга за оризот» од Зоран Поповеќ и Оливера Поповеќ од Република Србија. Книгата, освен написи за оризопроизводството, содржи повеќе од 120 илустрирани рецепти за подготовка на јадења од ориз. Состои се из 3 дела. Книгата се состои од 3 дела. Во првиот дел се објаснуваат морфолошките својства на оризот, начинот на негово производство и производството на оризот во светот и на овие простори. Вториот дел содржи најпознати јадења од ориз, а третиот дел од книгата се состои од рецепти на јадења од ориз, односно 120 јадења низ светот од ориз, но јадења што се поврзани токму за овој кочанскиот крај. Инаку целиот живот го поминав во Шпанија, така што таму го запознав начинот на одгледување ориз и подготовка на јадења од ориз. И мене тоа многу ме заинтересира. И така започна пишувањето на книгата, на која заедно со мојата сопруга Оливера Поповеќ работевме цели 15 години. Собиравме рецепти за јадења од ориз и пишувавме не само за неговото производство, туку и за негова конзумација. Поповеќ додаде дека го радува тоа што книгата за оризот е промовирана во рамките на манифестацијата токму за оваа култура за која пишува тој и неговата сопруга, и дека се надева дека со незина промоција се докомплетираат настаните од програмата на Деновите на оризот. Балканска поетска средба се одржа во библиотеката Искра во рамките на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз. Учествуваат 10 поети од 4 држави – Македонија, Србија, Бугарија и Црна Гора. Во рамките на манифестацијата Денови на кочанскиот ориз во библиотеката Искра се одржа Балканска поетска средба, во која учествуваа поети од Македонија, Србија, Бугарија и Црна Гора. Тие читаат дел од својата поезија и стихови. Балканската средба се одржа под насловот «Поезијата – мост кој поврзува и обединува». На неја беше речено дека поезијата е мост кој го поврзува човекот со се постоечкото, односно универзумот. Поезијата поврзува, обединува со својот универзален јазик. Таа ја воспева љубовта, тагата, радоста, среќата, болката на јазикот, кој му е познат само на нејзиниот творец, поетот. Вистина, приемот е срдечен, се надеваме дека публиката ќе има можност навистина да слушне автори од неколку држави и да ужива во поетската реч, со што се прави една промоција и се докажува дека навистина во секојдневието поезијата е потребна за да го разубави животот и да не оттргне малку од тие секојдневни мисли, обврски и проблеми. Јас сум автор на неколку книги, поезија за деца и поезија за возрастни. Книгите ми се преведувани на бугарски, српски, англиски, германски, полски и така натаму, а за читателите, односно за љубителите на поезијата, во Кочани представувам поезија од најновата збирка Поезија за возрастни, која се вика Во градината има само љубов. Био сам веќе на балканским сусретима. До сега имам учествувано на Балканската средба, а сега повторно сум тука, затоа што навистина ми беше преубаво и знам дека овие средби се мост кој ги спојува луѓето и представува цврст темел за сите добронамерни луѓе. Посебно се радувам и за манифестацијата Денови на оризот и за таа жетва на оризот со сите нејзини детали, останати од народната традиција од минатото. И мислам дека уште многу ќе организирате истата. Имаме 20 од Бугарија, 20 од Србија, 20 од Црна Гора, 4 нашата држава, од кои еден ни е, би го рекол гостин Филип Димковски од Прилеп, и тројца се наши роднокрајни автори. Пред се и над се, значи ова е цел да се создаде едно дружење на поетите, да разменат искуство, да слушнеме што тие нудат преку поезијата, како ја гледат поезијата и
целта е пред се и над се преку ова да се создаде пријателство, да се прошири соработката меѓу сите автори, поети на овие простори. Тоа е всушност и целта на Балканската поетска средба. Преку својот поетски збор, творците да нурнат во длабочината на својот сензибилитет и своите чувства и мисли, преточени во стихови, да ги излеат пред љубителите на поезијата. Со представата Кокошка на Битолскиот театар се заокружи 11-тото возобновено издание на фестивалот Инвиница Веритас. Љубовта за да ја добиете, треба да ја дадете. Е пораката која од сцената во Виница за финиш на фестивалот Инвиница Веритас ја испратија актерите од Битолскиот театар кои ја одиграа представата Кокошка. Ова нешто се случува во театрите, скоро во секој театар. Секој актер се бори за место под сонцето и за свое место во театарот, но ова е една животна приказна која се случува на сите луѓе. Сите луѓе во еден момент малку се подзабораваме каде сме, ги забораваме убавите зборови, забораваме да ја негуваме љубовта, така што ова може да се случи било кому, во било која професија, на било кое место, на било кој човек, но важно е да го освестиме и да не дозволиме да ги изгубиме драгите луѓе покрај нас, кои ни го создаваат убавиот живот. Женската порака е, мислам дека Ала е токму од оние кои забораваат дека времето тече, дека едноставно животот тече, дека луѓето околу нас исто така се важни толку колку што сме важни и ние самите, дека на секој човек му е потребна љубов и дека таа љубов е потребно да се храни. Ала Ивановна е лик кој можеме да видиме и да не подсети дека не треба да го забораваме тоа. Тоа е главната порака. Љубовта за да ја добиете, треба да ја дадете. Представата работена како магистерски труд на режисерот Маријан Ѓорѓиевски, но во 5 години постоење има дури 70 изведби, вели Ѓорѓиевски. Имам уште една представа изрежирана, тоа е Пијани, по текст на Иван Верипаев. Слична екипа, како што беше ова, од Кокошка во проширен состав, плюс музика во живо имаме, па се надевам дека следната година, ако не следната по таа година, дека представата ќе живее на репертоарот и дека ќе може да ја види виничката публика. Представата играме веќе 5 години на репертоарот на Битолскиот народен театар. Инспирацијата за представата беше пред се мојата магистерска, заради тоа што јас сум актер по професија, магистерска ми е ова представа и некако се занимававме со провинцијата и уметниците во провинција и како се замислуваат самите уметници. Излезе представа која што веќе 5 години играме на репертоарот и доживува повеќе од 70 изведби. Представа направена буквално без буџет, со многу ентузијазам, љубов и на некој начин има еден силен коментар за на наша сметка, на сметка на уметниците какви сме ние и како се доживуваме. И баш се коментираат некои работи во општеството и многу сум среќен дека во Виница веќе јас по трет пат доаѓам. Игравме без паника, еднаш имав стендап комедија и веќе трет пат сега Кокошка. Од сите страни некако ме виде виничката публика и многу сум среќен дека еве за затварање игравме Кокошка и имаше супер реакции, навистина мислам дека беше успешна изведба. Актерите од Битола за крај на фестивалот направија шоу за виничката публика, која со овации и силни аплаузи ги испрати од сцената, како силен апел дека представите и комедиите треба да бидат дел од редовниот репертоар на Домот на културата Тошо Арсов. Следува информацијата од спортот. Викендов се одигра 7-то коло во правенството на втората фудбалска лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово на домашен терен претрпеа нов пораз од екипата на Кожув од Гевгелија. Джудистите на Гладијатор пак се вратија со 10 медали од меѓународен турнир во Прилепа. Ништо ново во правенството во втората фудбалска лига Исток, барем што се однесува до Кочанскиот второлигаш Осогово. Продолжува серијата порази без разлика дали се игра дома или во гости. Новото разочарување пристигна во 7-то коло на средбата со Кожув, на која што жолто-сините загубија пред своја публика на стадионот Никола Мантов.
За да биде срамот поуверлив, загубата на 3 бода беше висока со оглед што гевгеличани победија со 4:0 и не оставија ни најмала шанса домакините да постигнат барем почесен гол. Што и да се каже, после ваква игра и резултат, нема никаква смисла за да се оправда развојот на настаните во ова првенство. Нашиот тим останува предпоследен, благодарение што екипата на Питу Гули исто така загуби на домашен терен од Беласица. Очигледно дека бродот на Осогово доволно е издупчен за да може да се задржи на површината и тешко може да се прогнозира дали екипата ќе го зачува статусот. За разлика од фудбалерите, успех постигнаат джудистите од клубот Гладиатор. Тие учествуваа на меѓународниот турнир Прилеп град Херој и се вратија со 10 медали, од кои 3 сребрени и 7 бронзени. Колку силен бил турнирот зборува и фактот што имало 370 учесници од соседните балкански држави. Со сребро се закитија Ненад Ристов, Стефанија Павлова и Андреја Минова. Третото место пак во своите категории и бронзен медал освоија Божица Бошкова, Станислав Грпов, Ева Димитрова, Љубица Наунова, Матео Станоев, Дејана Илиева и Михаела Ристова. Покрај нив на надпреварот во Прилеп учествуваше и Дамјан Крстов, кој остана петопласиран. Организацијата на турнирот од страна на домакинот джудо клубот Сеишин беше одлична. Нашите джудисти, задоволни од постигнатото, најавуваат нови успеси на следните вакви настапи. Почитувани, истовременската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување. Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Завршницата на овогодишната манифестација Денови на Кочанскиот Орис викендов беше означена со традиционалното рачно зажнејување и обичаите поврзани со жетвата. Исто така, признанија им беа доделени на најдобрата жетварка, на најуспешниот земјоделец и на најхуманиот граѓанин.